Во пресрет на најавената реконструкција се почесто се отвара прашањето кој ќе ја задржи довербата, а кој ќе остане без неа. Меѓу имињата што се споменуваат во јавноста за евентуални ротации е и името на министерот за здравство Азир Алиу. Додека во јавноста се лицитира со имиња, Алиу испраќа порака, не се занимава со тоа што во политичката кариера ќе го снајде утре, туку со тоа што зад себе во институцијата ќе остави денес. Мојот пристап во ова министерство и секогаш во секоја работа е да работам додека сум дел од таа инфраструктура, тој екосистем, така да политичките позиции секогаш се политички, затоа се вика. Воопшто не сакам да трошам енергија и време на размислување што ќе се случи утре. Сакам навистина додека сум во оваа позиција да останам резултати позади мене. А кој ќе биде сменет, резултатите што ги оствариле функционерите ќе бидат мерилото за опстанок. Од владата веќе сигнализираат дека следи детална анализа кој испорачал, а кој потврдил. Се најавува отворен разговор во мај или јуни, кога на маса ќе се стават сите кадри, сите позиции и сите ресори, без исклучок. Премиерот испрати јасна порака. Иако се работи во тешки услови, тоа не е оправдување за слаб учинок. Очекувањата се максимални, а дел од функционерите според најавите веќе се соочиле со предупредување и јасни забелешки за нивната работа. Се бара офанзивен пристап, повеќе работа, повеќе резултати и поголема достапност до граѓаните. Без дистанца, без затворени врати. Реконструкцијата се очекува меѓу мај и јуни по консултациите во владеачкото мнозинство. Во игра не се само министерските позиции, туку и можни ротации, како и пошироки промени во институциите.